Да, едната седница се одржа, инаку денес бевме по повод две барања за заштита за законитост кои што ги имавме поднесено против одлуки на Кривичниот суд за кои што сметавме дека се незаконски и заради тоа бараме Врховниот суд да ја преиспита нивната законитост. Едната седница се одржа, другата беше одложена поради технички причини, ќе продолжиме во понеделник. Која се одржа? Се одржа седницата која што беше по повод барањето за заштита на законитоста за обвинетиот Звонко Костоски. Може да ми кажете да потитете зошто баравте, со кои аргументи баравте поништување на оваа спогодба? Баравме поништување на спогодбата затоа што не постоеја докази во конкретниот случај, врз основа на кои што спогодбата се базираше. Така што во тој случај одлуката, судската пресуда е донесена без воопшто да постојат докази и затоа баравме да се преиспита нејзината законитост. Прашам дали има некаква одлука за оценка на обвинителни акти за 17 обвиненија што ги поднесовте и доколку нема, дали сметате дека премногу долго не се закажува? До сега, од она што го имаме со колешката како информација, бар до утринава немавме никаква одлука. Во однос на траењето на постапката, тие прашања треба до судот да ги опатите. Накратко кажа и колешката, таму се направени процесни повреди на одредбите кои што се однесуваат на спогодувањето како институт. Меѓутоа, повредена и материјалниот закон на штета на осудениот Костовски во овој случај, бидејќи тој е огласен за виновен, односно е осуден за помагач, како помагач за кривично дело шпионажа. Од член 316 став 4 во врска со член 24 од Кривичниот законник. Во конкретниот случај не било ни утврдено постоење на кривично дело шпионажа и кривична одговорност на непосредниот извршител на тоа кривично дело. Значи, во конкретниот случај не постои кривично дело шпионажа, бидејќи битието на тоа кривично дело се состои во прибавување на тајни податоци и документи со намера истите да бидат предадени на странска држава, организација или лице кој им служи. Како што е веќе познато, во пресудата со која што истиот е огласен за виновен, всушност самата законска формулација на тоа, на битието на кривично дело е преточена во самиот диспозитив на пресудата. Нити е наведена која е таа странска држава или организација или лице кое што им служи во тој случај. Тоа е исто како, например, да осудиш некој човек за кривично дело измама, со тоа што ќе тврдиш дека некое непознато лице било доведено во заблуда да стори нешто на штета на својот или туѓ имот. Или пак некој да осудиш за кражба, тврдејќи дека одзел туѓ противправно одзел туѓ подвижен предмет, без да се наведе кој е тој предмет и на кој му припаѓа. Во конкретниот случај не постоеше кривична одговорност на тогаш обвинетиот Зоран Верушевски за кривично дело шпионажа, а уште помалку може да стане збор за кривична одговорност за умислено помагање на Костовски. Какво очекувате да биде одлуката од Врховниот суд, особено што за нив беше и тема дали можат прислушуваните разговори да бидат доказен материјал во судот или не? Правилна и законита. Сепак ќе се одлучи Врховниот суд. Благодарам.